Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Почитувани, нов ден, ново издание на Елиезер. Размислувајќи за тоа што да зборувам во ова издание, најдов на еден термин божествена благонаклоност. Што е тоа? Дали сте ја почувствувале? Ако ви интересира темата, останете да чуете за истата. Во Матеј 20 глава има интересен пример, а гласи вака. Зашто Царството Небесно прилега на домаќин, кој излегол наутро рано да изнеми работници за своето лозје. Па штом се спогоди со работниците по денари на ден, ги прати во лозјето свое. Потоа, кога излезе околу 3 час и виде други како стојат на пазариштето без работа, им рече: "Одете и вие во моето лозје, па што е право ќе ви дадам." И тие отидоа. Пак излезе околу 6 и 9 час и направи исто. А околу 11 час одново излезе и најде други, како стојат без работа, им рече: "Зошто стоите тука цел ден без работа?" Тие му одговорија: "Никој не повика." А тој им рече: "Одете во моето лозје, и што е право ќе добиете." А кога се стемни, господарот на лозјето му рече на својот настојник: "Повика ги работниците и плати им, почнувајќи од последните па до првите." И дојдените околу 11 час добија по денари. А кога дојдеа првите, помислија дека ќе примат повеќе, но и тие добија по денари. И штом добија, негодуваа против господарот и велеа: "Оние последните работеа 1 час, а ти ги изедначи со нас, што ја претрпевме тежината на денот и жегата." А тој им одговори и му рече на еден од нив: "Пријателе, не те онеправдувам, нели се погоди со мене за денари? Земи си го своето и одици. И на овој последниот сакам да му дадам колку и тебе. Зар немам право да чинам со своето што сакам? Или ти е окото завидливо зашто сум дарежлив? Така ќе бидат последните први, а првите последни. Зашто мнозина се повикани, но малкумина се избрани." Окрученоста во човечкиот живот е толку важна, бидејќи е деструктивна. Љубомората е мајка на огорченоста и да се научи човек како да се соочи со овие прашања на неговото срце е најважно. Огорченост е исто како да пиеш отров, надевајќи се дека ќе има ефект на другата личност. А е обратно. Го уништува внатрешниот свет на индивидуата. Постојат 3 области кои, така да речеме, ја покануваат огорченоста и ја зголемуваат активноста на демоните во животот на поединецот. А тие се сексуалната перверзија, употребата на дрога, посебно халуциногени дроги, и третата е огорченоста. Гревот настанува како грев на телото, а потоа преминува во грев што е духовен. Дури вештерството се смета како грев на телото. Вештерството по природа е всушност манипулација и контрола, а манипулација и контрола можат да користат дури и родителите, политичарите, лидерите, не знаејќи дека се партнери со духот на вештерството. Манипулацијата и контролата се основата за духот на вештерство што преминува во демонски, контролирана и охрабрена активност во човековиот живот. Исто е со сексуалната перверзија.
со халуциногените дроги кои отвораат врата на спиритуалниот свет и поединецот станува пион во демонската сфера. Огорченоста е дури и основа за убиство. Дјаволот упорно работи на картата огорченост, за преку некого да уништи некој друг. Што значи две или повеќе личности би биле засегнати и уништени. Од 14 до 16 стих. Земи си го своето и оди си, и на овој последниот сакав да му дадам колку и тебе. Зар немам право да чинам со своето што сакам? Или ти е окото завидливо или зло, зашто сум дарежлив? Секој човек се наоѓа во оваа приказна, било како благонаклонет или како пријател на благонаклонетиот. И улогата ќе се промени во иднина. Ќе има мигови во кои центарот на вниманието ќе бидеш ти. Ти ќе добиеш нешто што не си заслужил, ќе бидеш почестен и благословен на начин што никогаш не си очекувал дека воопшто ќе бидеш. Ќе бидеш оној кој со час работа заработил колку оној за 8 часа работа. Тоа се нарекува милост. А ќе има и мигови во животот кога твојот пријател ќе го добие токму она за што ти си се молел долго време. Такво е Царството небесно. И ќе се прашате, како тоа такво? Замислете, никој не се буни и негодува доколку добие повеќе од заслуженото, а се буни кога е обратно. Прашањето зошто е тоа така? Некој или ние да не го добиеме нештото што го посакуваме. Но еве, контрапрашање. Дали твоето око е завидливо или зло, бидејќи Господ Бог е добар? Или ово да го објаснам вака. Дали поради расипништвото во твоето срце ја гледаш Божјата добрина прикажана во друга личност, погрешно? Дали тоа ти ја поместило твојата перцепција за божествената милост на друго место? Вистинската лекција, вистинската покана од Бога е да научиме да го славиме туѓиот успех, нечие друго достигнување, придобивки, Божјата милост и благонаклоност на друг човек. Една од изреките нагласува дека ако не можем да го поднесам успехот или богатството на другиот, тогаш нема да ми биде доверен успех и мене. Ако не можам да го славам успехот на другиот, тогаш не сум квалификувана да ја имам истата мера на благонаклоност и јас. Ако не можам да водам грижа за туѓ имот, тогаш не сум во состојба да водам грижа за мој. Практичен пример за тоа е изнаемувањето возило. Луѓето обично не водат грижа за туѓ имот, па го користат возилото и го употребуваат на начин што не би го правеле тоа, доколку тоа возило е нивно. А оно што е важно да го знаеме е следно. Тоа што го прават во невидливиот, духовниот свет, ја ограничува нивната лична Божја благонаклоност и напредување, бидејќи избрале да го злоупотребат нештото што не е нивно, така што со тоа се ограничуваат самите себе од иден напредок. Сето тоа е тест. А тестот се состои од тоа како јас, моето срце, ќе реагира на туѓата среќа, на среќата на ближниот, кога тој го добил она, зашто јас сум го чекала долго време и сум се надевала. Драги мои, ве оставам да размислите со кратка пауза, анализирате какви емоции ви надоаѓаат во моментов. Како ќе постапите? Но бидете искрени со себе и сепак се сведува на прашањето дали вашето срце е завидливо и зло, бидејќи Господ е добар. Show
your glory filling this place, and wave after wave after wave after wave after wave of your glory, God. Come fill this room with your glory. Oh, every square inch of this room filled with your glory. King Jesus. With the fragrance of your presence, with the fragrance of your presence, come fill the room. With the fragrance of your presence, come and fill this room. Come and fill this room. Come and fill the room with the fragrance of your presence. Fill the room with the fragrance of your presence, God. Она што се случува е тоа што кога нештата во срцето не се во ред, тогаш поединецот ќе ги скриви околностите во животот на друг човек и ќе го сврти во негова полза. Она што прави љубомората е следново: ги чита намерите на другите луѓе, да донесе обвинување. И љубомората и огорченоста се наизглед причински оправдани. Тоа оправдување е телесно оправдување. Тоа е оправдување со необновен ум. Не е световно оправдување. Световното оправдување работи од агол и аспект на крстот, од делата на слобода што Исус ги направи за да бидат аплицирани на секоја случка што не функционира, односно што е проблем. Љубомората го извртува светогледот на поединецот. А пак простувањето е начинот за да се избегне овој начин на функционирање и гледање на нештата и ситуациите. Забраните зона е да ги анализирате и да навлекувате во туѓите животи. Јас немам право да одам и да газам на туѓа територија. Светото писмо укажува дека прво јас не си го познавам собственото срце, а не камоли туѓото. Божјиот збор е меч со две острици. Го сече она што е непотребно. Едната мисла е од Бога, а друга не е. Кратко и јасно. Повеќето ќе речат: да, но јас сум во право, ја познавам многу добро таа личност или таа ситуација и сум во капацитет да дадам суд и мислење. И оној што не го знае Божјиот збор, брзо ќе се навлече на оваа изјава. Господ Бог никогаш не рече дека ќе ги открива срцата на ближните и ни заповеда само да ги сакаме. Така што, гласот кој зборува во нечија глава дека го познава ближниот, дефинитивно не доаѓа од Бога. А ако не доаѓа од него, тогаш доаѓа од сатаната. Во посланието апостол Јаков, 3 глава, пишува: кој е меѓу вас мудар и умен, нека ги покаже преку своето добро однесување делата своји во кротост и мудрост. Но ако во срцата своји имате горчлива завист и карање, не фалете се и не лажете против истината. Тоа не е мудрост која доаѓа од озгора, туку земна, душевна, демонска. Љубомората и огорченоста се мудрост, така пишува. Но оваа мудрост не е од озгора. Затоа луѓето кои се завиени во љубомора и огорченост се сметат себе си дека се во право, осознаваат се, точни. Љубомората и огорченоста парадираат како потреба за правда, се маскираат со таа маска и поради тоа е наречена демонска мудрост. Бојното поле за сите нас е умот, нашиот ум,
нашиот мисловен свет. Во послание до Коринтијаните го има следниот стих. Оружјето на нашето војување не е телесно, но со помошта е силно да разрушува тврдини. Со него ние уништуваме мудрувања и секое превознесување што се крива против познавањето на Бога и поробување на секој разум, за да му биде покорен на Христа. Тврдините постојат во мисловните образци. Ова е абстрактно, но ќе ви го објаснам на следниот пример. Замислете замок со високи ѕидови, тврдини, каде што царот и неговото семејство се штите од нападите на непријателот. А во тие тврдини војската се адаптираше на непријателскиот напад. Замокот е изграден од големи камења. Тие камења се всушност мислите и концептите во човечкиот ум, што ѓаволот ги подига еден по еден и гради тврдина. Тие тврдини можат да бидат тврдини од мисли против ближниот, против нас самите, нашиот идентитет, нашата судбина. Доколку ја одбира мислата за некој човек, мисла што го обвинува тој човек, јас на тој начин сум ставила камен. Тој камен не е скришно место за демоните, но ако продолжам да градам камен по камен, тогаш сум направила тврдина на погрешно мислење во која демоните се кријат. Заклучуваме, колку е лесно да му се даде место на ѓаволот, како што пишува во Ефесијаните 4 глава. Сонцето да не зајде во гневот ваш, ниту пак да му давате место на ѓаволот. Со други зборови, можеш, но не му давај простор. Така што, штом забележувате дека се наоѓате во состојба на огорченост, љубомора, лутина, значи дека е потребно покаяние. И тоа е јасно и прецизно искажување на гревот. Соочете се со лагата. И најдобриот лек за лагата е вистината. Најдете во Божиот збор што Бог вели за ближниот. Значи, не мора да имате одредено мислење за одредена личност, било тоа да е ваш близок пријател, роднина, сосед, јавна личност, колега и така натаму. Не мора да ја негувате навиката за секого да кажете свое мислење. Зарем мора да се озборува? Ако веќе зборувате, благословете го. Гледајте го како уникатно Божјо создание. Спротивно на љубовта не е омразата, туку индиферентноста. Она што не сакаме да го правиме да не ја прифатиме сета таа безсмисленост да се познава срцето на друг човек. А тоа е голема замка. Метафорички кажано, доколку ги измиеме нозете на другиот, дури тогаш ќе знаеме зошто го одбрал тој пат. Не можете да знаете некој човек што поминал во животот и под кои околности донел такви одлуки или зошто така се однесувал. Не знаете од која точка тргнал. Развите чувство на разбирање со тоа што ќе направите нешто добро за таа личност. Стапете во акција. На тој начин вашето срце ќе ги гледа нештата од поинаков агол. Вашето донесување мора да биде мерливо преку акција. Не можам да речам дека го сакам Бог кој е невидлив, а го мразам братот или ближниот што го гледам. Тогаш лажам. Зошто? Затоа што немам право да изјавам невидлива реалност што не може да се демонстрира во моето однесување во природното. Мора да биде верификувано, одобрено, со тоа како ги третирам луѓето околу мене. Така што, кога говориме за љубомората и огорченоста, кои се логично оправдани за нас, тогаш погодете од каде ви доаѓа таа логика, а претходно веќе ни е укажано дека таа мудрост е демонска. Затоа внимавајте. Што ме така? Вие ја гледате ситуацијата преку очите на ѓаволот. Тоа е единствената причина зошто изгледа логична и разумна. Затоа треба да бидеме свесни дека сме убедени дека сме во право, а од друга страна знаеме дека тоа не е така, бидејќи во Божиот збор не пишува така. Ставете го простувањето во форма на некакво дело, некаква акција. Упатувајте само благословени мисли и зборови спрема таа личност. Присилувајте се да го правите тоа безброј пати. Не му оставајте простор на ѓаволот да ве убедува во спротивното. Доколку вашиот пријател има 2 автомобили,
и сега добива трет. Купете му нешто за автомобилот, частете го, направете нешто во видливиот свет за да има доказ за она што се случува во вашето срце. Невидливото мора да се манифестира во видливото. Правете ја правилната и вистинската работа, се додека не стане дел од вашата природа. Љубомората убива луѓе, така што не дозволувајте љубомората и огорченоста да имаат глас во вашето срце. Огорченоста, љубомората и каењето се поврзани со минатото. Сите тие имаат сличен ефект на човечката душа, на емотивната состојба, на менталната состојба. Ѓаволот најмногу се плаши од сознанието дека знаеме како да живееме слободни. Тој се плаши од нашата слобода, бидејќи во таа слобода има толку голем креативен израз од тоа што Бог сака да го направи на земјата, што ние го откриваме преку нашата слобода. А таа слобода ја имаме преку крвта на Господ Исус Христос. Најголемата слобода што секој може да искуси е слободата што личноста ја добива кога го предава својот живот на оној кој има единствено право да управува со неговиот живот. А тоа е Исус Христос, кралот над кралевите. Тој ни простува, сака да живее со нас, да соработува. Тој представува израз на љубовта на небесниот татко за нас. Тој ни е ментор, учител и не носи на вистинската патека до слободата. А таа слобода е достапна за сите. Буквално за сите. А како до слободата? Почитуван слушател, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос со Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таме каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е лут и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос, спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори: мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гребови и дека ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чист, чиста, те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со тебе. Амин. Секое добро почитуване. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Георгиевска-Костадиновиќ. Eliezer